Добро утро, почитувани гледачи. Уште едно утро со нас, утрински пулс на телеканал А1. И овој пат ви носиме една корисна тема. Ортопедски болести и аномалии кај немладите и возрастните. А токму во пресрет на Светскиот ден на здравието. Со нас во студиото е доктор Иван Ефтимов, ортопедски хирург од ЈЗУ Општа болница Струмица. Добро утро, Иван. Добро утро. Како Благодарам за поканата. На сите ваши гледачи посакувам добро утро, а на сите мои колеги кои моментално сите скоро се на работа, да им го честитам за Светскиот ден на здравието. Така, сега се надам дека ве гледаат и дека слушна пораката. Така, најпрво им предлагам да го погледнеме прилогот кој го направија нашите колешки новинарки. Ортопедијата представува гранка на медицината која се занимава со мускулно-скелетниот систем на човекот. Зборот потекнува од зборовите ортос, што значи прав, и паидион, што значи дете, што во буквален превод би значело исправено дете. Историски ортопедијата се смета за гранка која се грижи само за исправување на деформитетите на коските и зглобовите. Она што останало како заедничка одредница на минатото и сегашноста е подобрување на квалитетот на животот и физичко и психичко враќање на нормалните секојдневни активности. Модерната ортопедија е медицинска специјалност која се занимава со проучување, спречување и лекување на болестите, деформациите и повредите на системот за движење. Во секојдневната пракса, она што ги тера луѓето да одат на ортопед е болката во екстремитетите или рабетниот столб. Задачата на ортопедот е да го одреди потеклото на болката и да предложи соодветен третман. Во ортопедијата терапијата е конзервативна, без спроведување на оперативен зафат или оперативна во зависност од дадената состојба. Поконкретно, она со што се занима во оваа област се вродени аномалии на локомоторниот систем, промени во телесниот развој при растот кај децата, воспаление на коските и зглобовите, тумори на мускулно-скелетниот систем, дегенеративни заболувања, повреди при спортување и така натаму. Како изгледа еден преглед кај ортопед? Уште кога влегувате во ординацијата, докторот ќе го анализира вашиот од и држењето на телото. По извршениот физикален преглед, докторот одлучува кои натамошни диагностички и терапевтски мерки ќе се преземат. Се испитува болната осетливост на проблематичната регија, се мери должината на екстремитетите, се испитува опсегот на движење на зглобовите и се спроведува низа на специфични зафати со кои ортопедот ќе ја одреди функцијата на регионите. Понатаму, доколку е потребно, се прави ултразвук и магнетна резонанца. Се спроведуваат и испитување на крвни параметри, специфични маркери во крвта. Она што е особено важно се превентивните прегледи. Познато е дека децата задолжително се носат на превентивен преглед кај ортопед по раѓањето. Во детството се јавуваат нарушувања како повреди на локомоторниот систем при пород, аномалии кои се нарушуваат во периодот кога детето започнува да оди и така натаму. Понатаму, во периодот на школската возраст се спроведуваат превентивни прегледи за постојање на развиточни промени на скелетниот систем. Кај многу деца се јавуваат рамни табани, одење на прсти, одење со нозете навнатре, одење со колената нанадвор и одење со споени колена. Некои од овие состојби исчезнуваат со текот на времето без никаков третман. Некои состојби кои остануваат или стануваат посериозни може да се поврзани со други состојби. Други ортопедски состојби пак, како на пример дупчето на брадата, се само нормални варијации на човековата анатомија, за кои не е потребен никаков третман. Кај младите луѓе чести се повредите. Пасивниот начин на живот и намалената физичка активност доведуваат до болки во мускулите поради низа на причини. Се поголем е бројот на возрастните личности кои страдаат од остеопороза, која може да се препознае во ран стадиум и да се лекува, со цел да се спречат несакани фрактури и да се подобри квалитетот на животот. Почитувани гледачи, назад сме во студиото, го слушнавме сцрпниот прилог што го направија нашите колешки новинарки. Само да ве потсетам дека денеска е Светски ден на здравието и дека зборуваме гостин во студиото ние ортопедот Иван Ефтимов од Струмичката Општа болница. Да ве потсетам дека можете да се јавувате на нашите телефонски броеви и да поставувате прашања кои се поврзани со денешната тема, тоа е ортопедијата. Докторе, за почеток да го започнеме разговорот, најпрво би можеле да ни кажете како оди еден преглед кај едно бебе и од која возраст треба, односно мора да дојде едно бебенце да се донесе на преглед? Значи, штом еден млад живот дојде на овој свет,
нели тоа се разбира е во болничка установа. Колегите, ако при пороѓај или при првиот преглед на неонатолошки проценат дека имам потреба од ортопедски преглед, не повикуваат нас. Прегледот се состои од оглед, проценка на локомоторен систем и препознавање на некои вродени аномалии на мускулоскелетниот систем. Најчесто што се среќаваме ние се криви стапала, така наречено, за да не користам латински термини тука да ме разберат луѓето. Потоа исчешување на колкот, значи имајќи предвид дека се наоѓаме во едно подрачје кое порано било многу зафатено од така наречена дисплазија на колкот, значи исчешување на колкот при новородените. Имајќи предвид дека во нашата култура останало некое мислење дека бебето кога ќе се роди треба да се завива со некој повој, да, ама на должина за да можат нозете да му биват прави. Значи само доаѓа тоа. Да, таму доаѓа тоа, значи позициона луксација на колкот, значи колкот не го има тоа нормално позиционирање, туку е малку навнатре и излегува од страните. После Втората светска војна и нормативите од Светска здравствена организација се поставуваат основите на тој ран скрининг при децата, значи благодарение на сега професори, тогаш млади доктори од клиниката за ортопедија. Голем процент од тоа е веќе искоренето, значи се помалку и помалку се среќаваме со деца не во првите денови на раѓањето, туку понатаму во третиот, шестиот месец кога е нормално да се прегледуваат деца, значи со такви аномалии на колковите, значи исчашани колкови што не се во нивната чашка буквално за да може да се развие понатаму, да го добие тој сферичен облик на главата на бутната коска. Понатаму може да има вродени аномалии исто и на рбетот, значи не можеме тука ништо ние да направиме, така е фетусот зачнат, така се развива во утробата на мајката, така е роден. Значи, може да се детектира тоа на време сега? Со новите ехомерки, со тие 4D скрининзи што ги има таму, да, може, али ништо не може да превенира. Значи, органогенезата е трети месец, значи после трети месец тоа може да се гледа. А се од самото зачнување си е така? Да, самото зачнување, значи не може нешто да му направиме. Ние од кога ќе се роди, бидејќи станува збор за развојно, значи детето не останува толку, нели расте, значи ние сме били беби, ние сме пораснале големи, да. И значи можеме да го превенираме, бидејќи според истражувањата скелетот, значи коската расте некаде до 21-та година од животот на една индивидуа. Сега тука варира дали е тоа машко, девојче, дали од една популациона група, црн-бел и така. И ние како ортопеди имаме можност и услови тоа да го коригираме. Значи, ако видите како изгледа амблемот на ортопедија, едно криво дрво, па до него едно право, да го исправаме. Значи, не буквално така. Дрва ги прави. Не така буквално, али така. Тоа е смислата на ортопедијата. Значи, можеме да го коригираме, да му сугерираме конзервативен третман, начин, тоест пат по кој ќе води тоа коригирање или во одредени случаи кога не може ништо да се постигне со вакви корекции се оди на оперативни третмани. Хируршки интервенции. Да, хируршки интервенции, точно. Добро, кажете ми, имате ли дошта случаи при пораѓање да има некој исчешен зглоб? Не има, се случува. Значи, тоа се зависи пред се и од позицијата на бебето во утробата на мајката, начинот на кој е породено или извадено. Значи, се случува. Папочната врвца има голема улога во која страна е замотано. Значи, некој пат не повикуваат и колегите гинеколози, се случува дека детето да добие некој, да кажеме, на рамото косе при некои критични ситуации кој на брзина извадено детето. Значи, тоа се ретки случаи. Тука интервенирате на кој начин? Тоа ме интересира. Се наместува во тој момент, така? Да, се зависи од повредата. Значи, ако е извадено, го враќаме назад. Така. Се разбира, нели, да не го боли бебето и понатаму да може да се развие нормално. Да. Околу тој повој што го спомнавте пред малку во должина, значи практично изгледа бебето како во фишек, нели што? Тачно, да. За да може да биде, дали така мислеа луѓето на времето, да му бидат прави нозете, да не бидат криви. Значи
имајќи предвид дека тогаш нема кој знае какви доктори сознанија во врска со тоа како ќе се развива отпосле. Значи мисле дека ако го завијат со еден како се вика на лента така удолжена, значи нозете ќе бидат прави, но на тај начин доведувале до тоа да колковите не се развиваат и да имаме се повеќе луксации или исчешување на тој склоп. Сега нели ви кажав после тоа, значи имаме нови сознанија и веќе не се класифицира како луксација, туку како развојна дисплазија на колкот, бидејќи како што ви кажав, организмот расте. Значи се развива коската, се расте, значи крлицата на бебето од мала станува поголема, затоа и колкот станува пообемен. И затоа ние треба да превенираме. И тогаш доаѓа ред за еден друг повој, така наречен широк повој. Така. Тоа е позиција каде што двете ножиња на бебето се во крајна позиција, буквално разделечени, двете колена еден од друг. На времето кога немало тие еднократни пелени, нели памперси, сте ставале две пелени, една нормална и една која се прави со 3 преклопувања. Тоа им ги објаснуваме ние на мајките кога доаѓаат, ама поголемиот дел сите знаат. И после се става една шведска пелена, тоа е како осмица. Така бебето е во една позиција на стабилен колк, стабилен лумбосакрален дел, така може полесно да се манипулира, да се извади од кревече, да се дои, да се вади, да се преп. А па од друга страна и превенираме да дојде до исчешување на колковите и буквално му даваме една добра насока, еден добар пат на тој колк да си биде како што си треба, нели, како што му е зададено. Значи, тоа со широкиот повој е добра работа, така? Или? Не само што е добра, е задолжителна. За сите бебиња до 6 месец. Така. Значи, сите мајки што сакаат да имат здрави бебиња, а сите сакаат да имат здрави бебиња, значи нема такво нешто некој што не сака, значи треба, значи наша препорака е како ортопеди да стават широк повој. Значи сега со тој ран скрининг што го правиме, значи треба детето да се донесе 4 пати у рокот една година, значи на 3, на 6, на 9 и на 12 месец. Така се стандардите од Светска здравствена организација, ние ги применуваме тука. Ги имаме скоро сите најсовремени методи, ехо прегледи на колкови, мануелни прегледи, ако има потреба правиме и други работи, значи тие се гайдлайнсите, значи линиите по кои треба да се оди. Значи кога доаѓаат ние им кажуваме, значи ако нешто не ни се допаѓа, некоја линија ни од како се вика од стапова едно некој сантим друга, им позначуваме други вежби, значи мобилизирање на тој колк, раздвижување на бебето, затоа што знаете, нели во утробата на мајката бебето е згрчено, така наречена фетална позиција, кога ќе излезе треба тие сите зглобови да се раздвижат, почнат да се раздвижуваат за правилно да се развиваат. Да правиш муабетот оди на тоа за широкиот повој, затоа што нели сите како загрижени родители на своите деца имаме разни информации од секаде. Значи од некој ќе каже во Германија ми рекоа мене немој, или некој ќе каже баш во Германија мене ми рекоа да, широк повој мора. А некои ќе кажат женските деца треба да носат широк повој затоа што треба повеќе да им се отворат колковите, затоа што треба да раѓаат и така натаму и така натаму. Мене е битно на гледачите да им повториме дека мора да носат широк повој до 6-тиот месец и дека е здраво, така. Да. Секој како се вика, секој родител сигурно сега во време на информатичко, нели, општество со достап до многу податоци на интернет и книги да кажеме, се интересира за своето дете и си проучува. Но има една многу важна работа, тоа се така наречена медицина базирана на докази и искуството што го имале постарите колеги, што ни го пренеле на нас и сето тоа е објавено, публикувано и влезено во така наречените задолжителни степки, тоест гайдлайнси од Светска здравствена организација. Значи, цел свет работи по тие нормативи, нема се ние да се правиме паметни тука да измислуваме топла вода. Смисла дека може да добиете различни мислења, но сите тие мислења одат код едно, значи здравје на детето. Доколку ехо прегледот или мануелниот преглед покажува дека детето се развива прекрасно, дека мускулната маса е доволна за тоа дете, значи тогаш можеби ќе се лиши од тој, да кажеме, метод. Значи, ако 5-ти месец нема потреба уште еден месец да го носи тоа. Значи, ништо не е у медицината стрикно. Се зависи од ситуацијата. Но, кажав, тие се задолжителни гайдлайнси од страна на Светска здравствена организација. Што се случува, доаѓа на 3-ти месец, рековте, прв преглед. Детето има
некаква повреда, кои се најчести аномалии кои тогаш се явуваат на нормални деца, така да кажем? Не постои таква нормални и ненормални, има физиолошки исправни и неисправни. Најчесто на трети месец, значи уште е рано да се било што затоа што не гази, рано е за гази. Значи за другите значи ние тука гледаме позицијата на колковите, позицијата на колената, на стапалата, на рветниот столб, прсти, раце, држење на главата. Обично сега последно време тоа гледам и колегите го забележуваат, значи кога става детето да спие до родителите, мислам му крејаче, значи тоа цело време ги гледа. Не ги гледа, ги слуша кај се, значи цело време позицијата на главата му е у една страна и многу пати доаѓа до некој лесно искривување на черепот, на главата. Па ние им кажуваме, почнат да го вртат наопаку, на другата страна. Значи многу пати се случувало да дојдат млади родители исплашени. Не ја крева едната рака доволно, не го прави ова, не го прави она. Значи, немој да брзате, има време. Значи, никој не се родил и одмah да почне да трча. Тоа е, затоа реков, тоа е развојно, не е нешто што е фиксно. Или готово. Нешто што не може да се... Може да го коригираме, може да правиме, значи имаме доволно и знанија, и сознанија, и методи на диагностика, а и доволно терапевтски методи што можеме понатаму да ги примениме. Добро, детето расте, се развива и стигнуваме во фаза кога треба да проводи. Добро. Сега многу родители се исто во дилема дали така наречениот дубак да го користат, тоа помагало за движење или не. Има многу други помагала, едно од нив е се закачува на вратата. Банџи ластици. Да, банџи ластици. Тоа некако поприфатливо мене лично ми стои. Што ќе кажете во однос на помагалата? Значи прво да ви кажем како расти коската. Коскената структура расти по два услови, значи или при растеглување или при јак притисок. Сега младо дете нема како да го растеглуваме, значи треба јак притисок. Притисок доаѓа од неговата тежина врз земјината гравитација. Доколку го лишите вие од тоа, коската се развива таму кај што и е најлесно, значи по пат на најможен отпор. Кога имаме дете што уште не оди, значи стои, се шантра, не може да стои држи рамнотежа. Природата му се уште не му налага да оди. Да, значи голем дел од ортопедијата и математика, значи ако имаме една тежина, значи на таа тежина соодветствува одредена мускулна јачина, за да може тие коски да ги издржи исправени и за да може детето да почне да држи рамнотежа и да може да оди. Затоа нели викаме уште не знае да оди, ама се држи за креатот. Значи кога ни доаѓаат родителите, да, значи треба уште малку мускулна маса да стаи. И ја развива со тек на тоа што станува и се држи. Ние многу им се лутиме на родителите кога викат, вика веќе почна 7 месец, ќе го ставиме да седи. Како ти сам ќе го ставиш да седи? Со перници ќе го заглавиш од страната и ќе му го искривиш рветот стол. Значи кога ќе добие он доволно јака мускулатура, тоа само да си да, точно, значи си се врти, си исправа, значи тоа му е у природата. Влезено и ќе почне да оди. Сега, кога станува збор за одење, тоа е малку по-мачен дел за страна на родителите. Затоа што треба ностоп да го гледат, детето е љубопитно, го интересира се сака да фати, се сака да подмести. И да си ја олеснат работата. Да, и да си ја олеснат работата, некој измислил дубак. Сега што се случува со тој дубак? Ќе го ставите вие детето во дубак. Тој седи. Значи не стои на нозете, тоа седи. За да може да се движи, тој оди, ама оди со прстите, не оди со целото стапало. И кога оди со прстите, нозете не растат право, туку растат со внатрешна ротација. И затоа после тоа имаме искривување на детето. И кога ќе ни го донесат, например, на година дена, веќе знаете дали... И кога ќе го видиме ние како оди детето, и му викаме, ова дете е ставено во дубак. И обично тука родителите, не бе, малце е само. Малце е 2-3 месеца. Или е ставено, или не е ставено. Значи, не може такво нешто. Значи, затоа нема да најдете ортопед, што оди по тие, нели, светски стандарди, што ќе ви препорача дубак. Бил тој со тркала, со банџи ластици или било што друго. Затоа што оптеретувањето не оди како што е моето, твоето, на сите други, значи земја, скочен зглоб, колено, колк, кичма. Значи не оди по таа линија, тука се прескокнуваат двата носечки зглоба, скочен зглоб и колено, и директно одиме на
карлица и на вако и затоа ги врти стапалата во внатрешна ротација. Мислам тоа е многу покомплицирано отколку што јас го објаснувам, али за да разберат гледачите. Освен на долниот дел од нозете се настануваат ли други деформации при Да, ви кажам, вродени сколиози, кифози, лордози, значи тоа се е тоа, значи детектливо и опипливо во првите неколку месеци од животот се гледа линијата на која е поставен работот, соодветно тоа на која страна е, нели? Даваме и такви корекциони вежби, мада тоа е малку по-специфично, значи сеќавате сите пред неколку месеци или месец колку беше стана еден голем баук за сколиоза у детска возраст, значи имавме и од нашиот град едно дете кое нели го пративме на оперативно лекување. Тие се вродени аномалии. И тука не може ние многу да делуваме. Значи, имаме еден златен период, тоа е до периодот на пубертет, кога хормоните на детето уште се мирни и нема толков брз раст на коските и тогаш може да коригираме доста работа. Но не секој пат сме успешни од тај поглед. Значи, затоа некој пат кога ќе му кажеш на родителот дека мора оперативна интервенција, станува паники. Значи, не е тоа ништо, како се вика, тоа е се за доброто, доброто на детето. Значи, некој пат може да се случи 3-14 корективни операции да се случат. Се само да се исправи. Тоа е посебна наука, значи, за кичмата. Имаме сега у клинички центар во Скопје се формира ново оделение специализирано само за таа проблематика, значи болести на кичмата, на работниот столб, значи за возрастни, али тука спаѓаат и тие корективни детски. Докторе, кои деформитети може да се појават при нормално продување на дете, ако не користи помагала, ако не и и како се решаваат тие случаи? Например, конкретно за стапалата. Знаеме дека многу деца имат внатрешно или надворешно газење, така да се изразам. Значи, и што се случува тогаш? Многу од мајките посебно знаат да испаничат, да кажат, леле, моето дете крива нога, па ова, па она. Како ги се прават тие интервенции? Дека имаме ние 4 прегледи у ток на една година додека расте детето. Значи, понатаму и му викаме да дојде кој ќе проди убаво. Кој ќе проди убаво, веќе го гледаме како расте, како гази и на каде му влегуваат нозете. Сега, тоа може да биде искривување на стапалото, но може да биде и од друга природа, значи деформитети у коленото или сега последните 5-6 години е тоа, значи, проблем на ротација на колкот на бутната коска во колкот или така наречена торза и антеторза. Значи, под која агол, колку степени така, значи се ротират и со тоа, значи, ако ние го завртеме колкот во бутната коска во колкот навнатре, колената одат навнатре, стапалата одат навнатре. Значи, ние кога гледаме дека доле гази, што викаме искривено, значи не значи дека таму е проблем. Мора да мислиме дека може да види и поголем. Сега, соодветно како е, на која страна даваме и такви корективни вежби, физикална терапија и ортопедски помагал. Имајќи предвид од ортопедски чевли, па се до специјални помагала со шипки, со за колкови, зенги, за колена. Така да. Деформитетите на работот малку повеќе се... Па ви кажав тоа за сколиозите, значи не... Најмногу е... Да, значи... Кој... Редовно, значи само треба да знаат тоа, значи редовни контроли, без паника, пополека и да се фати на време, што се вика. Капките што ги препишувате на, како се вика, D3 за... Да, тоа се со... За екнување на... Тоа е исто пак една Светска здравствена организација, еден guidelines, тоа е за борба против рахитисот и правилно развивање на детето. Значи има одредена доза која треба детето да ја прими у тек на еден ден, зависност од тоа колку организмот му синтетизира витамин D3. Тоа ние во соработка со педиатрите малку повеќе го правиме, значи се зависи детето како се храни, дали на природно, дали цици од мајката, дали го дорануваат со формули
вештачки млека и така натаму. Колку И се излегува зависи на од сонце. у кое подрачје живе. Значи, тие што живеат северните предели на Европа, користат повеќе. Ние што живееме по сончевиот дел на светот, помалку. Д витамин се. Да, витамин D3. Така, само да ги подсетам на гледачите дека условно може да се јават на нашите телефонски броеви и да поставуваат прашања кои се поврзани со ортопедијата и со здравјето на коските, така да кажам, на нивните деца или нивното здравје. Ние продолжуваме со разговорот. Докторе, кажете ми, во денешно време се позачестени се болестите, односно аномалиите на зглобната раскавица. Не кажете ли нешто повеќе Тоа е, значи, вака, ние, пошто секој ден, нели, срќаваме со пациенти, можем да кажем дека голем процент, значи повеќе од 50-60 на 100 се сите со такви проблеми. Кога ќе се роди човек има една раскавица, значи додека расте, таа раскавица се дебелее. И сега дебелината на една раскавица е на околу 2 мм на еден зглоб. 2 мм на едната коска, 2 мм на другата коска и толку за цел живот. Тука стигне и потоа... Имајќи предвид дека се наоѓаме во едно подрачје кај што повеќето од луѓето работат физичка работа, земјоделие, градежништво и така работа. Значи се троши на некој начин. Се троши и почнува да боли и сите се, како се вика, како што реше вашата колешка во прилогот, поради болка сите доаѓаат кај нас. И сега, како можеме ние да превенираме на таа или да помогнеме на тие луѓе? Значи, ние не можеме да им ја возвратиме таа раскавица, тие што ја изгубиле од текот на вакво. Можеме да им дадеме лекарства што ќе ги зачуват тоа што останат од раскавицата, или сега имаме едно ново лекарство што можеме да го даваме за да може делумно да го обнови тој слој на раскавица, затоа што додека не измислат нешто во светот, значи има едно кога бев ја на студија, професор еден ми кажуваше, вика, знаете ли колку е триењето помеѓу две котки мраз, растопени? Значи, скоро и да не го осеќаш дека се тријат. 100 пати поголема вискозност има две раскавици. Значи, додека не измисли човечност, луѓето не измислат, нели, некоја таква материја, револуционерно некој откритие. Некоја таква материја што ќе има таков низок коефициент на триење и на абење, ќе имаме проблеми со зглобната раскавица. Ви кажав дека имаме на пазарот едно многу добро лекарство. Значи, моите пациенти викат пием од тие шишенцата, значи тие се многу вако се го подмачкуваат, не само тоа е течен колаген што влегува директно во зглобовите и ги подмачкуваат зглобовите. Значи, орално, да, ЦХ-алфа се вика, значи, малку реклама ли тоа е, значи само за да ми помогнеме на луѓето, значи ние дури некој пат кој имаме проблеми на зглобовите што ни се доста достапни, значи колена, скочни зглобови, рачни зглобови, рамења, раце, им ставаме и интерартикуларно, значи внатре во зглоб, хилуронска киселина, тоа е едно од слоевите што ја фаќат зглобната раскавица. Иначе, гледано хистолошки, анатомски, зглобната раскавица е доста комплицирана. Значи, има 4 слоја глобала гледано и едниот додека го подмачкува, другиот држи цврстина, додека едниот е со висока вискозност, значи да лизга едниот зглоб со другиот го превенира авењето. Значи, така, доста е комплицирано. Сега кога ќе го нарушите вие тој зглоб, поради, пример, травма, паднат, чукнат, скршен, воспаление некој на зглоб, артритис. Последно време имаме многу зголемување на гихт, натрупување на кристали од природа на месо. Се извинувам, ќе ве прекинем овде за момент, затоа што имаме гледач на линија. Ќе продолжиме со разговорот. Добро утро, повелете. Добро утро. Сакам да поставаме прашање до докторот. Слободно, повелете. Значи, се јава гледач од Босилово, Горан. Добро. Поздрав и до водителот и до докторот. Вие сте наш редовен гледач, благодарам. Да, значи, прашање до докторот. Имам поставена протеза на L4, L5, S7. Што ја поставена?
Извинете, повторете го. Поставено имам протеза на пръшлените L4, L5, S1 со дискус хернија. Добро. И со фиксирање пошто имам слизнато пршлен. Добро. Спондилолистеза се вика. Интервенцијата ми е направена пред 4 години. Дали прашањето ми е дали треба да се вадат штрафовите или не. Пошто имам двоструко мисли. Едниот доктор ми вика да, другиот не. Па се мислам дали да ги вадам или не. Се треба да пресудам. Не, па докторе, вие сте на некој друго дополнително прашање можеби да одговори дали има болки, нема ли. Се што ќе кажам вака преку телевизија е неблагопријатно и нема да ти врши ништо како се вика корис. Значи се додека не видам слики, не направиме еден преглед и не видиме во каква состојба е повредата што ти е била претходно, поради што ти е ставано тоа е остосинтетски материјал, штрафови или тие работи, и да видиме која состојба моментална е на рбетот, затоа што во тој дел од L4 до S1 се наоѓаат група нерви што ги инервираат двата долни екстремитети и ризикот е голем од да останеш уколичка. Треба да се види, значи вака не можам да ти кажам ништо, жал ми е, повели дојди на преглед, во секое време си преку системот мој термин за кажи преглед, значи ќе те видам, никаков проблем нема да има. Ако треба ќе се консултират и повисоки инстанции, и Скопје и тие работи, ама важно да се помогне. Јас одам, извините се, значи јас одам на контроли секој 6 месеци за Скопје. Кај во неурохирургија или на траума? Оперативниот зафет ми направил во неурохирургија, имам тим на доктори што одам на контрола на траума и заедно се гледуват Добро. ситуацијата на работниот стол. Океј. И значи Ќе мора да се видиме за да ти кажам, така. Добро. Горан, ви благодарам што се јавивте. Поздрав, се убаво. Се надам дека добивте корисна информација за тоа како треба понатаму да се однесувате со проблемот што го имате. Докторот ви каже, може слободно да закажете преку мој термин и да одите да ве прегледа, па се што треба нели после ќе се направи. Докторе, ние бевме застанати кај раскавицата и па и таму има раскавица кај него, така, значи кај неговиот проблем, само што е од друг тип. Тоа е малку покрута раскавица за да може да го издржи оптоварувањето на. Какви се тие штрафови што му се поставени на пациентот во тој случај? Значи тие се штрафови за стабилизација на рбетот. Така, значи го држат овака се пршлените, значи секој пршлен има тоа што викам дискус или амортизер, кажано на наши. И сега шум има склизнување на едниот пршлен, значи нарушена е оската на оптоварување и притисокот на околните ткива, вклучително и на израстоците на нервите, тие што го инервираат двата долни екстремитета, е огромен. И затоа му е направена стабилизација. Јас не го знам случајот, мислам не е убаво вака да се коментира, али при такви случаи тоа се работи. На повеќе нивоа се стават такви специјални титаниумски штрафови со специјални титаниумски блочки и држачи што може да го фиксираат. Имајќи предвид да ви кажав тоа дека коската е жив организам, дека расте, дека се обновува. Кога ставаме ние штрафови, плочки, клинови, значи после одреден период, после зараснувањето на како се вика, фрактурата или решавање на корекцијата, треба да се извадат овие остеосинтетски материјал, затоа што реално гледано тоа не е негово. Тоа е страно тело. Колку и да е од чист материјал, пак може да организмот да реагира на друг начин. Се зависи од каква природа е повредата и колку време треба да го носи тоа. Значи некои го носат 2 години, некои носат повеќе. Кај нас имаме редовни контроли, ги правиме, значи рентген слики и гледаме каква состојба скршеницата. Дали има повеќе корис или штета од тоа што ќе има железа внатре, буквално кажам, и се решаваме. Бидејќи реално гледано тоа ти е уште една оперативна интервенција, значи операција за ставање, операција за вадење на тие. Докторе, доаѓаат ли доста спортисти со повреди? Кои се најчестите повреди? И за колку време, например, може да се реши еден одреден проблем, како што е например, исчешување на зглоб, скршеница на нога, на рак?
Така. Не, тие се различни работи. Чекайте, прво почнеме едно по едно. Така, јас повеќе прашања наеднаш постави да си извадам редот. Прво едно по едно. Значи, спортисти доаѓаат, имајќи предвид дека нашето деление при Општа болница Струмица некаде обслужува луѓе околу 300.000. Бидејќи, за жал, ниеден околните градови околу нас нема ортопед. 300.000 не е мала бројка. Значи, Гевгилија Валандово, Дојран Богданци, Радовиш, немат ортопедски? Никој не. Берово, цела Струмичка бивша општина со сите се едно. Колку лекари сте там? 4. Браво. Да, по 50.000 човек. По повеќе. 75. И сега имаме доста работа, доста пациенти и меѓу нив има, разбира, и спортисти. Не е проблем за спортистите што активно се бават со спорт или професионалци. Проблем е за тие викенд спортистите што во текот на зимските периоди натрупале малку повеќе мас и сега ајде да се малку да ослабнеме. Сега не бива. И обично тука се случуваат тие повреди, значи исчашување на зглобот, шинување, па скршеници, али поголемиот проблем што ни се прави е од повреди што не може да ги видиме одма на рентген. Значи, тоа се повреди на меките ткива и на таа фамозна зглобна раскавица што е во зглобовите и вклучително тука и лигаментарните апарати и менискусите што ги држат зглобовите, најчесто на колената. Не може ти си седел 3 месеца дома и сега значи ќе бидам Роналдо, 5 гола ќе давам или Руни. Чи препорачувате полека? Значи препорачувам полека и константно, ако веќе решиш да спортуваш, спортувај. И ако сакат да седат 3 месеца, па полека да се загрева организмот од две. Не може да убиеш ентузијазмот на човек да спортува, значи не е тоа проблем, значи проблемот е сега тоа модерно општество што немаме време. Колку и да сакаме, сега ако ќе ни се пружи прилика, нели сакаме што се вика на Струмичка да се издуши човек. И најчесто тука се случуваат тие повреди. Али за среќа нивна имаме доста опрема што ни последните 2-3 години ја набавивме. Да ги детектирате, нели? Да ги детектираме и да ги поправиме. Санирате. Сите тие несреќи што се случуваат, да. Иначе, ако станува збор, ме прашавте колку време трае опоравувањето на еден исчешување на еден зглоб. На еден зглоб, да. Зависи од тоа што Белја направил зглобот, значи околу 3 недели, 21 ден, со поставување на или гипсена имобилизација или некоја пластична ортоза, со соодветните лекарства, нели, хондропротектори за зглобна раскавица. Може да дојде до целосно опоравување, после тоа има физикална терапија, која ќе му помогне на индивидуата да влезе побрзо во ритмот на животот. Кога станува збор за скршеници, тука малку имаме по-комплицирани протоколи, доколку одиме со конзервативен третман, значи без операција, со репозиција, нели, наместување на скршеницата, поставување на гипсена имобилизација или реков пластична ортоза, значи тука е протоколот 4 недели, 28 дена. Толку и треба на коската да зарасне, кај секој човек. Значи, многу е интересно кога доаѓаат луѓе и почнуваат да се пазарат со доктор. Нели може за 3 недели. Некако да направиме работа за 2 недели да ми помогне. Да, не може. Значи мора 4 недели. Дори може и подолго, а пократко сигурно. Се разбира, значи ја реков од тоа се вако се зависи кој дел од коската, например под коленицата 6 недели, рачен зглоб 3,5 недели. Значи да, и колку е оптеретен на тој дел. Колку е оптеретен и дали е дисциплиниран, затоа што не може сите да бидат како што ние сакаме. Да. Некој пати условите не им дозволуваат да бидат такви, значи мора да работат, мора да потфате нешто дома што ќе кажа. Нормално. Секој мрдање, тоа е кога сакаш да залепиш 2 работи, едноставно ги движиш. Да, ги изместуваш. Кажете ми, во однос на скршениците, кои скршеници се да не искористам некој збор кој не е добар, значи најлошо место кој што најнезгодно. Од класификацијата на скршениците ќе ви ги само овака илустрирам. Значи имаме отворени и затворени. Добро. Затворени се тие што не излегува коската надвор. Отворени се кај што е нарушена целостината на кожата и коската излегува надвор. Значи тука имаме плюс крварење,
с голем ризик од инфекција, значи тоа е обично решаваме оперативни. И обично секој пат ги решаваме оперативно. Значи им ставаме штрафови, плочки, жици. После имаме скршеници што се упределно зглобови. Барат доста внимание, доста, како се вика, труд, прецизност, да. Значи трпение за да се направи, да се намести. Скршеници на долги целости коски што продуцират крв, пример, бутната коска. Тука имаме протокол итен, златниот сад, значи одмав се влегува на операција. Нема чекање. Значи обично сега имаме нели остеопородски скршеници кај стари индивидуи на колковите. Па тука мора да се смени колкот, да се стави вештачки колка. Еј така. Кои на скршеници на главата? Тоа не спаѓа во областа на ортопедијата, значи тоа е областа на неурохирургијата и соработка со клиниката во Скопје и сега во клиничка болница Штип ги испраќаме таму, мада спаѓаат во озбилни скршеници што барат доста внимание. Имаме компјутер томографија тука им правиме, ќе видиме зашто станува збор. Тука опасноста не е од скршеницата, од нарушувањето на функцијата на мозокот. Функцијата на главата и на мозокот. Така, рбетот кога се појавуваат скршеници, кој интервенира? Скршениците на рбетот, ви кажав тоа претходно, најчесто се при така наречени high energy травма или травма со висока енергија. Паѓање од високо, сообраќајни несреќи, ретко спортски повреди, али најчесто тоа е. Кој имаме висока енергија за да може да пукне еден прштен или да... И во доцната возраст на животот, кога веќе коската е истрошена, што се вика остеопороза има и тоаш може да се случи приседнување да дојде до скршеница на прштен, значи до сплескување. Ги третира клинички центар Скопје, конзервативно ги третираме ние тука, нели ако не е разместено, им ставаме ортози и корсети, а оперативно ги третираат во Скопје, значи они се акредитирани за таа проблематика. Сега со новиот спинален центар што го отвори, значи таму. Што се случува со коските кога старееме? Како губат својата еластичност, својата цврстина? Што губи организмот, односно самата коска? Доста комплицирана тема. Ќе мора некој друг ден пак повеќе да си позборуваме. Ќе ве викнеме само да во глобала, сватете ја коската не како чаша е, например, цела, туку како шуплив сунгер гледано под микроскоп, така изгледа. Сега, со текот на времето, дел од едните гредички, што ги мрежасти поврзани сте, дел од едните гредички почнуваат да ја губат својата целина. Значи почнуваат да се, што викаат старите, ронат. Ми се ронат коските. И почнуваат да имаме болки, почнуваат да имаме тоа е остеопороза. Имајќи предвид многуте фактори што влијаат врз таа работа. Едно од нив е и хормонална зависност на жените. Жените после влегување во менопауза нагло почнуваат да губат. Било таа природна, било по оперативен пат од страните и двата јајника. Значи нагло почнуваат да губат од коскената маса, дури статистиките на светско ниво кажуваат дека секој трета жена и секој пети маж имат остеопороза. Превенција? Превенција движење, натрупување на доста маса пред да влезе до менопауза, користење на лекарства што помагаат за таа работа, добра исхрана, да, се разбира, калциум, доволно, внесување, витамин D3, редовно посетување на лекар, било матичен, било гинеколог, било ортопед, интернист, сите тие се бавиме ние со таа проблематика. Специјални инвестигации направим, дезинтометрија, дексаскен, што ќе може да утврди точно колка маса имате изгубено и колка ви е така наречениот body mass index или T-score што го има коската. И пак ви кажав, нели коската е жив организам што ностоп се надградува. Кога катаболниот процес е по-голем од анаболниот, значи колку повеќе се разградува од колку што се гради, почнува да се случуваат такви патолошки фрактури или при скршеница на коска. Значи што се случува внатре во коската? Значи тие мрежички се поврзуваат сами од себе се. Значи коската е доста комплицирана, како ја гледам. Има крвни садови внатре. Така.
има едни се викат цементни линии, што го држат скелето, структура? Да, целата коска ја држат заедно. И сега, кога доаѓа до надворешна сила, голема, доаѓа до пукање на тие делови. А кога ќе пукне, организмот добива информација дека има некој дефект некаде. Тоа ти е како една општина. Да. Значи една улица не е блокирана и треба да дојде комуналист да ја среди. Многу добро организирана општина на организмот. И оди долу, мислам, проблемот кај што е, и почнува да го санира. Значи уште одма. Со тоа што нели запирање на крвта, санација на така наречен некротичен дел, ама за тоа треба време. Затоа ние викаме една коска се зараснува 4 недели. Толку му треба на организмот, на здрав организам, да постигне за да може внатре да се врати пак состојбата. Не, чекате се. Значи 4 недели треба за да може да се премости едниот со другиот дел. За да биде јак и цел. Так. А за да се врати како што е бил пред скршеницата, на организмот му треба 2 години. Значи тоа не е баш така наивна работа. Така. Значи додека се така наречен процес на ремоделација, значи да се пак врати у истата позиција што бил. И затоа ние многу пати го користиме тој период на ремоделација. Добро што. Да, го има. И знаеме дека после одреден период ќе биде вака. И му викаме без паника, уредо е, супер е. Физикална терапија со движење, со тие работи го зголемуваме процесот и добиваме тоа што го посакуваме ние како ортопеди и пациентот што се повреди. Често се случува да се намести некоја коска, народот вели лошо, криво ми ја наместија, така. Значи при такви случаеви, дали е грешка на лекарот, дали е грешка на... Не влегуваме во една тема што не е благопријатна за зборување. Значи нема тука такво нешто, никој не ќе да му наштети на... Добро, не зборувам дека намерно. Значи се случува такви работи. Прашањето ми е... Значи прашањето е вака. Никој не доаѓа кај нас затоа што му е добро. Сите од кај нас имат некој проблем. Дали тој е проблем скршеница, болка или било што друго, проблем. Ние сме тука да помогнеме колку што знаеме, можеме и колку што имаме услови. Еве така да го поставиме прашањето. Ако се случи некој откако ќе му се скрши коската, да не дојде на лекар. Така? Значи му зараснува коската на криво. Добро, тоа ми беше прашањето. Каква е вашата интервенција, дали ја кршите пак коската, што се случува? Се има корективни процедури. Се зависи кој период на од тие што ви кажав 4 недели и 2 години после тоа е дојде. Дали можеме нешто да направиме? Се разбира, треба да се прецени дали ќе има поголема корис од тоа што ќе се прави или ќе направиме штета, ама ќе го исправиме. Значи не е добро во некој случај да се остави така како што. Некој пат оставаме, го користиме тој период на ремоделација за да може на пример коската да се исправи. Ако му е малку накриво зарастено, тоа со теку на времето ќе му се исправи, затоа што ние менуваме скелет, да, така е. Значи како му е зададено у ДНК на организмот, така си оди. Така и си оди, да. Си ги држи тие правила. Затоа сега веќе во медицината доста напредна од пред 100 години, например. Кој лечеле со гранки и со вако. Не 100 години, 200 години. Значи сега веќе почнуваме да добиваме можности да менуваме дури и ДНК на коската и на самиот организм. Значи да ги менуваме кодовите под кои организмот расте, се развива и зарастува. Значи, тоа е веќе така да рече четврт степен на делување. Ајде да го земеме, например, коленото, например. Кога бев јас у Истанбулската болница Лив, дел од владата не пратија таму за едукација, веќе почнаа да прават една метода со земање на крв од организмот, центрифугирање, преправање, враќање во коленото само на факторите што дават раст, така наречен growth фактор. Со тоа што побрзо ја зарастуваат зглобната раскавица на коленото, побрзо ја зарастуваат скршеницата, значи разни рани, се вика PRP метода. Правиме напори да ја воведеме и во Струмица, во нашата болница, значи ќе имаме уште една, како се вика, доста добра метода за санација на такви повреди на мускулоскелетниот систем. Доколку прашањето ви беше што правиме понатаму, значи ви кажав се, значи од зависи од повредата и од штетата што е направена. Имаме доста проблеми затоа што нашиот народ веќе ми помине. И
не доаѓаат на време на лекар. Одат кај надри лекари, кај местачи, кај чуда и некој пат кога ќе не дојдат кај нас, ние стварно сме соврзани раце. Добро. Останува уште едно-две прашања и го превршуваме тука нашиот разговор. Добро. Значи, што се тоа шипови, како се појавуваат и како и нешто повеќе за ишијасот да позборуваме, затоа што не сме... Шипови или остеофити, што ги викаме ние на медицински, се мора да се вратиме пак на таа зглобна раскавица. Значи, додека има триење и ладење, нема авење. Кога ќе нема веќе ладење, кога ќе се тргне таа... Само триење, така. Што викат нашите лигата. Кога ќе видите од течноста што го лади. Природниот лубрикант што го содржи. Природниот лубрикант што го содржи. Значи, кога ќе почне да се трие, организмот, коската почнува да се штити самата себе. Со тоа што го зголемува површината на триење. Да, ама но во еден зглоб, ако зголемиш површината на триење, ќе влезеш кај соседот. Буквално кажа. Значи, ќе навлезеш во туѓа територија и тоа ствара на мускули, територија на нерви и ќе почнеш да создава едни како топчиња или како израстоци од зглобот. И затоа ги викаме ние шилци, точно дека се како шилици изгледаат. Најчесто се шилците на петата долу, затоа што најоптеретена е таа, шилците на коленото и шилците на рбетниот столб. Значи тие почнуваат да растат на страна или нагоре-надолу, зависи од кој степен е оптеретувањето. Многу не можеме да направиме тука. Оперативно и да ги отстранеме, после одреден период пак ќе се како се вика, пак ќе се повторат, затоа што оптеретувањето е големо на тој период, на тој дел од организмот. Пак ќе кажам, тука треба пак да се подмачка зглобот убаво. Течен колаген ли ќе биде хилуронска киселина, значи важно да се подмачка зглобот и да може да се намали тоа триење. Не дека ќе исчезне тоа, нема да исчезне, нема да прават проблем, нема да го боли. Така. Ја спомнавте за ишијасот, тоа е гордо сврзано, тоа е кога како што каже гледачот претходно што постои прашање, од дел 5-7 таму, значи кај што излегуваат коренчињата на најголемиот нерв во нашиот организам, ишијалгичниот нерв, што оди од половината, слабенскиот дел, до петата додолу, се притиснати поради различна причина. Воспаление, цел последно време имаме и доста тумори од тој дел. Дискус хернија или, што викаме, шилци, доаѓа до притискање на тој нерв и болките се страшни надолу. Добро, докторе, завршивме со разговорот. Да имавме уште време, ќе си поразговаравме уште. Нема проблем. Така ви благодарам што бевте наш денешен гостин. Спомнавме дека остеопорозата е поголема тема и се надам дека за 2-3 месеци барем ќе дојдете и ќе поразговараме за тоа, затоа што многу од граѓаните го имаат тој проблем. Па се гледаме во друга прилика, нели? Благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи и за моите колеги уште еднаш среќен празник. Поштовани гледачи, ние завршуваме со разговорот, но продолжуваме со прилогот кој следува. Да го погледнеме. Секоја година на 7 април се прославува Светскиот ден на здравието, со што се и одбележува денот на основањето на Светската здравствена организација. Тоа е посебна организација на Обединетите нации која делува како координативно тело на меѓународното јавно здравство. Седиштето на Светската здравствена организација е во Женева, Швајцарија. Светската здравствена организација ја основале Обединетите нации на 7 април 1948 година. Светската здравствена организација е наследник на здравствената организација Health Organization, агенција на Лигата на нациите. Денешниот ден е мотив за прослава на здравствените работници, мотив за одбележување на уште еден ден кој треба да не потсети дека е потребно да се даде се од себе за да се унапреди здравството и да се зачува доброто здравје на човекот. Поимот здравје може да се дефинира негативно како отсуство на болест, функционално како способност да се справи со секојдневните активности или позитивно како физичка спремност и благосостојба. Според Светската здравствена организација, поимот здравје се дефинира како состојба на комплетна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на физичка болест и изнемоштеност.
За да може поединецот да биде сметан за целосно здрав, би требало да биде задоволено физичкото функционирање на организмот, психичките потреби, како и социјалната благосостојба. Во првобитната заедница луѓето биле приморени да му помогнат на повредениот, стариот, болниот и изнемоштениот. Жената се грижала за семејството, барајќи храна, како и помош при болест и неволја, со појава на многу заболувања и повреди. Во борбата за опстанок, жената била задолжена да се грижи за болните и повредените. Негата ја спроведувало истото лице што лекувало. Денес, за да може да се дефинира здравствената нега и нејзините задачи, треба да се напомене поимот нега на болен, извршувана од страна на медицинската сестра. Според тоа, негата на болен би представувало збир на вештини усмерени во задоволување на физиолошките потреби на болниот. Активноста на сестрата се состои во давање на физичка помош на болниот, задоволување на физиолошките потреби, но секогаш со конкретни инструкции од страна на докторот. Здравствената нега се бави со наблюдување на болниот, виталните знаци, одржување на личната хигиена, спроведување на исхраната, медицинско-технички манипулации и здравствено-воспитни активности. Целта на негата на болниот е повторно постигнување на здравјето. Кога се зборува за здравјето, од голема важност треба да биде и едукацијата на населението и водење на одредени кампањи со кои ќе се води сметка за здравјето на населението, но и негово унапредување. Правилното функционирање на здравствените установи во една држава значително би го намалил бројот на заболени лица или доколку дојде до нивно заболување, ефикасно да бидат згрижени. Светската здравствена организација секоја година избира клучен глобален здравствен проблем и на тој ден, 7 април, организира меѓународни, регионални и локални манифестации и кампањи. Една стара поговорка вели: здравите имаат многу желби, а болниот само една. Драги мои, ова беше нашето денешно телевизиско утринско мени. Ве оставаме и понатаму со репертуарот на телеканала 1. Ќе бидеме и утре со вас од 7 часот па се до 9 часот наутро. Довидување и имајте убав ден. She